Председателе, колеги пратеници, почитувани граѓани, легитимно е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да стави, односно да предложи една ваква точка на дневен ред, бидејќи цениме дека е од исклучително значење и за самото образование, но и за сите оние сугестии и наши размислувања кои што ќе ги дадеме за подобрување на квалитетот на самиот образовен процес. Ставот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија одамна е јасно и кристално утврден, а тоа е дека еден од темелите на секоја добро организирана држава е образованието и образовниот процес. И токму од тој аспект сигурен сум дека ниту некој во Социјалдемократскиот сојуз се плаши од инвестиции, како што вие кажувате, во образованието, а ниту пак ги негираме, односно се плашиме од отварање на нови универзитети. Напротив, наша обврска е, наша цел е жестоко да се бориме против она што значи изразена партитократија во основното, средното и во високото образование. Цениме дека партитократските елементи сериозно се навлезени во образовниот процес и се погазени во исто време и логиката, и здравиот разум, и научните звања. Ништо од тоа не важи, едноставно се што важи е партискиот став на група луѓе кои што имаат силно влијание и внатре во образовниот процес. Поставувам едно легитимно прашање кое што се надевам дека колегите од власта ќе можат да го одговорат. Зошто во овој момент во Македонија, не само во овој момент, односно години наназад, и се случува екзодус на млади умови? Зошто никако во Македонија не може да запре процесот, така наречениот brain drain процес, односно интелектуална емиграција од Македонија кон странство? Кои се причините за тоа масовно да се иселуваат младите и да бараат некаква подобра перспектива во странство? Вие ќе даете вашите одговори, јас ќе ви кажам што јас мислам. Јас мислам дека една од клучните причини зошто ни се случува овој екзодус на млади умови директно се однесува на тоа што младите и оние кои што дипломирале или оние кои што сакаат подобро образование, прво сакаат фер надпревар. Втората причина заради која што масовно заминуваат е тоа што ја бараат академската слобода. Сакаат да ја добијат академската автономија, нешто што ние за жал во овие неколку изминати години ги погазивме тие вредности. И она што е најбитно, овој екзодус во Република Македонија се случува и заради тоа што младите знаат дека кога ќе дипломираат во странство, гарантирано им е вработувањето, гарантирано им е напредувањето врз основа на својот квалитет, врз основа на својот капацитет, а не врз основа на партиската заслуга или на одработувањето за партијата која што е на власт. И токму од тие причини цениме дека и мислиме дека оваа информација добро е да ја дискутираме сега, бидејќи е исклучително важна, квалитетна и ќе најде свој придонес во креирањето на вкупните образовни политики. Колеги пратеници, за жал, универзитетите, факултетите како храмови на науката, како храмови на знаењето, во овој момент ги доживуваме во еден целосен цивилизацијски пат. Финансиски, етички, кадровски, програмски. Тоа е така и заради тоа што, за жал, треба да бидеме свесни дека само со 3,4% инвестиции од буџетот, односно од вкупната вредност од БДП, не може да очекуваме квалитетно високо образование. Не може да очекуваме високо образование кој што ќе даде свој резултат со 0,22% инвестиции во наука. Тоа не продуцира квалитет и тоа не продуцира знаење за оние кои што се запишуваат на постојните факултети во Македонија. За жал, гледаме дека владата има сериозни инвестиции во она што значи барок и во она што значи инвестирање во, би рекол, создавање на некаква нова урбанистичка стварност, посебно тука во Скопје. Се додека не ги стигнеме барем оние минимуми кои што се изразени во земјите од Европска унија, се до тогаш ќе бидеме далеку за она што значат стандарди во образованието во повеќе области. И токму од тие причини нашето длабоко убедување е дека исто како што е државата во тешка политичка криза, така и образованието во овој момент се наоѓа во тешка криза.
Тоа може да се направи само со една квалитетна стратегија, која што ќе даде резултат на среден или на долг рок. За жал, колеги пратеници, не сме во ниту еден момент до сега убедени дека владата располага со таква стратегија. Се што прави, прави кампањски и од денес за утре. Токму од тие причини цениме и сме убедени дека и овие потези кои што до сега се направени во високото образование нанесоа сериозна штета. Дисперзираните студии апсолутно го покажаа ужасниот неквалитет. Бидејќи да бидеме сигурни, да бидеме на чисто, не може на секоја слободна површина да се стават темели и да се прават училници 2 на 2, да се носат табли и креди и така да го јакнеме образовниот процес. Заради тоа што ви тврдам, не постои држава, демантирајте ме ако грешам, која што преку квантитет дошла до квалитет. Туку напротив, помалите држави го унапредуваат она постојното што го имаат. Инвестираат во образованието и создаваат кадри кои што потоа ги користат во научно-истражувачка дејност или ги користат во своите образовни центри доколку ги имаат формирано на тлото на државата за кое што се однесува. Но како и да е, се соочуваме во Република Македонија и тоа сакам да го потенцирам и со друг проблем. Хипотетички, доколку некој се реши да се врати како научник во Република Македонија, имаме повторно нов административен проблем. А тоа е онаа мачна, долга нострификација која што е присутна во Република Македонија. Разгледајте ја онаа бирократска, би рекол, постапка за нострифицирање на дипломите. Значи, дури и тие кои што сакаат да се вратат во Република Македонија, мора да поминат низ еден, би рекол, нострификацијски хорор, чекајќи при тоа државата да им го признае знаењето. Тоа е уште еден момент кој што не слушнав дека некој од колегите до сега го спомна, но кој што сакам да го потенцирам, кој што сум го увидел во образовниот процес, во вкупниот систем, кој што многу и штети на Република Македонија. Тоа не придонесува воопшто да се зајакнат капацитетите на образованието. Бидејќи, колеги пратеници, малкумина се оние кои што се решиле од странство да се вратат во Република Македонија и своето знаење да им го дадат на студентите и на оние кои што се запишуваат. Токму од тие причини, јас сум за онаа теорија дека ниту треба премногу да се критикуваме, ниту пак треба премногу да се фалиме. Едноставно треба да ја согледаме реалноста и да обзнани, да објави владата има ли стратегија да ја подобри состојбата и во основното, и во средното, и во високото образование. Заради тоа што само на тој начин, преку конкретен пристап и конкретни мерки кои што владата би ги понудила, можеме да го подигнеме квалитетот на образованието во Република Македонија. Се до тогаш, додека се залажуваме дека една политичка гарнитура ништо не направила, а друга политичка гарнитура многу направила за образовниот процес, образованието во Република Македонија ќе биде на ниски гранки, нема да има квалитет и за жал нема да може да го сопреме процесот на масовно иселување на млади умови кои што заминуваат иреверзибилно од Република Македонија и при тоа не оставаат никаков научен ниту пак образовен трак во она што значи квалитетно високо образование во Република Македонија. И токму од тие причини јас би сакал, еве и во дополнителните реплики кои што ќе следат, да ги одговориме сите оние дилеми кои што сега ги кажав во овој говор. Не може да мислиме дека со масовното создавање на нови универзитети, дека ние ќе произведеме подобар квалитет. Уште повеќе пак, ако тие универзитети ги правиме онака преку трупа, без елаборати, без анализа, без елементарно почитување на она што значи процедура за формирање на универзитети. Јас се уште не слушнав дека некои од факултетите, посебно го потенцирам тоа на Комисијата за образование, не слушнав дека некои од правниот факултет или од медицинскиот факултет се изјасни позитивно за формирањето на новите факултети во склопот на новите универзитети. Ако е така, демантирајте ме. На страна од оние кои што се директно инволвирани, гледам дека реагира колегата Чебишев, од оние кои што се директно инволвирани во политичките партии. Значи, говориме за академската јавност, говориме за сите оние кои што се директно вклучени во образовниот процес и кои што навистина сметаат
Јас сметам дека не е потребен нов правен факултет. Благодарам. Бидејќи е заситен просторот од правници, политиколози и новинари. Благодарам. Благодарам.